Пријатели, добар ден и од мене. И добре дојдовте во уште една рубрика прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов. За секој од вас кој што можеби не знае како да ме искомуницира и како да добие одговор на неговото прашање, слободно може да ги користите моите профили на социјалните мрежи на Инстаграм и Фејсбук. Најмногу ја правиме таа интеракција. Може да го користите хаштагот #AskJosif и може да ги користите телефонските броеви на телевизија Телма и така практично да избереме и делот можеби вашето прашање за да му дадеме време и одговор овде. Тоа ќе од Ивана, еден, која што прашува дали вежбањето може да го излечи мамурлукот од алкохол. Ова е супер прашање, Ивана. И многу луѓе многу од нас се обидуваме на најразлични начини да го лечиме мамурлукот, кои со лежење цел ден и гледање филмови, кои со можеби пиење на активен јаглен, кафетини, парацетамоли, аналгини, но дефинитивно вежбањето исто не може да го излечи мамурлукот, можеби само ќе ти даде подобро чувство, ќе намали грижата на совест која што повеќето од нас ја имаме, и тоа дека мислиш, ако мислиш дека со потењето ти ќе направиш некаква разлика, па и не е баш така, затоа што телото може да метаболизира и да обработува по една пијачка на час. Тоа значи дека твоето тело може да обработи една чаша пиво на 1 час. Но кога во 2 часа или 3 часа ќе се соберат многу повеќе пијачки, тогаш се случува хаварија. Ти при тоа ќе легнеш и ќе одспиеш сигурно 8 часа, веќе телото ќе се изнамачи тоа да го обработува и да се детоксицира, така да веќе вежбањето следниот ден нема ништо посебно да придонесе, само реков, можеби ќе ти придонесе подобро чувство, ќе се излачат ендорфини, ќе се испотиш, ти ќе си ја намалиш грижата на совеста и у секој случај е добро да го направиш, што немој да очекуваш дека ќе ги изгориш сите тие калории кои што си ги внела преку алкохолот претходниот ден.